После еден век од изградбата се фреско живописува манастирот Свети Јован Владимир во Подгорци. Тоа е единствениот храм во земјава посветен на овој значаен светител. Црквата е изградена во 1925 година, врз темелите на дамнешен Параклис, издигната во дабовата шума на источната падина на Јабланица, на 910 метри надморска височина, на 15 километри од струга. Никогаш не била фреско живописана. На зидовите ќе бидат насликани уникатни фрески, кои досега не постојат никаде во светот. Тие ќе го отсликаат житието на Свети Јован Владимир. Освен фреските кои се од житието на Исус Христос и Богородица, ќе се стави целокупното житие на Свети Јован Владимир во единствената црква, единственото житие во Македонија. Сметам дека е многу убав потек. Ете, Бог така рекол и самиот диктор да се вика Владо Купиновски. Јован Владимир бил кнез, владетел на Дуклја. Од затвореник станал зет на царот Самуил за керката Косара. Култот кон овој светител во Подгоречкиот регион живее и ден денес. Се верува дека токму на каменот во дворот на црквата се влюбиле Владимир и Косара. Почитуван во овие краишта, култот негов е многу силен, да кажам. Во нашите поголеми цркви тука, во околинава, дури и до Албанија, во Скополе, кај што сум биден, имам забележано во фреските, сликам покрај нашите големи светители Свети Климент, Свети Наум и Свети Јован Владимир како еден од поголемите христијански светители на кои што култот овдешен им е многу силен. Во 2021 година манастирот целосно беше ограден со монументална камена градба, уредена на дворешниот дел и ајатите, со целосна донација на Владимир Пупиновски од Охрид, синот на популарниот пејач на народни песни Секула Пупиновски, кој потекнува од селото Подгорци. Се возобнови и стариот конак, а направена е и кујна, за да заживее манастирот со верници и посетители. Целта е да се изработи фреско живописот, бидејќи досега не постоеше фреско живопис, кој ќе содржи и некои моменти, некои фрески кои ги нема никаде, значи посветени на Јован Владимир. Потоа планираме да се освети местото. Еднаш е направено осветување во 1925 година, но сега сакаме повторно да направиме реосветување. На трет ден на Великден, токму од оваа црква започнува традиционалната литија наречена Скрсти. Патрон на црквата е денот посветен на светителот, а тоа е 4 јуни. Овој манастир е важен, да речеме, и за во МПЦ, во нашата Македонска православна црква Охридска архиепископија, е единствен манастир посветен на светиот Јован Владимир, кој што по неговото житие знаеме дека бил властелин во Зета во Црна Гора, па потоа со ширението на Самиловото царство. Фреско живописувањето на храмот, кое исто е донација на семејството Пупиновски, се очекува да заврши до празникот 4 јуни. Планираме до негде од прилика 4 јуни да е направено. Сега ќе работиме колку е можно побрзо, како се вика, али пред се треба да се задржи квалитетот, и да се изработат фрески, како што реков пред малку. Човек со огромно знаење ми го направи планот, тоа е академик Сашо Цветковски. Сметам дека треба единствена црква и да биде направена она како што треба. Манастирот Свети Јонче, како што го нарекуваат жителите на Подгорци, бил изграден со донации на локалното население, а тоа е запишано на манастирската камбана, издлабено внатре во металот. За Подгорци има големо значење овој манастир, како едно верско место, не само верско, него и како историско, културно место кај што се собираат повеќе пати во текот на годината
идат друштва, исто така имавме комуникација и со друштвото на црногорците во Македонија. Манастирот Свети Јован Владимир е изграден во далечната 1925 година. Оваа година е забележана на олтарот на самиот манастир. Токму во овој храм, во далечната 1931, прв бил крстен познатиот македонски писател Јован Стрезовски, кој по потекло е од Подгорци. По завршувањето на фреско живописувањето манастирот ќе биде реосветен, а потоа ќе биде отворен и се очекува да биде поатрактивен за верниците и за голем број туристи.